Конкретно на темава сакам да ви пренесам еден впечаток. Пред 2 дена ова се појави на социјалните мрежи на групата Слобода за Вили. Што ми е поентата, дека ова што вие го зборувате им е совршено јасно на луѓето што се во затвор. Јасно им е. Знаат и кој се залага и кој им помага, знаат дека било гласање на дневен ред, не на закон, но групата Слобода за Вили, поврзана со Вилијам Михајловски, Вили од Куманово, поздрав Вили, дај Боже да не гледаш, ако имаш можност да не гледаш, и твојата поздрав до твојата фамилија. Пишува, сега може реже и да пренесите, јас ке читам од прилика нешто што е за читање, бидејќи има таму некои работи што АВМ би ми забранила, ги читам, но вика, со оглед дека спласнаа нападите кон пратениците кои не беа присутни на седницата, за ставање на дневен ред точката предлог закон за амнестија и двајцата левичари кои само преку постови глумат десничари ја префрлија целата вина врз ВМРО и многу членови и симпатизери на ВМРО падна одма на нивната замка. Овој пост не е за да бранам или оправдувам, туку да ви кажам како јас гледам од моја гледна точка. Инаку, Вили беше против закон за амнестија, бидејќи човекот вика јас не сакам амнестија, сакам правично судење. Сакам Врховен суд мериторно да одлучи за случајот. Сум лежал 5-6, ке лежам уште 5-6, но барам правни. Чисто да го нацртам како карактер. Тоа се озбилни, сериозни. Али вака, ајде, значи само да расчистиме. За на Нирнбергшки процеси има судено 20 луѓе, значи за фашизам, кај нас за тероризам има осудено 100 луѓе. Мислам, мислам бесмислени работи збориме. Апсолутно се слагам. И сега наместо да се фокусираме на кој не дозволува ревизија на пресуди, повторно судење, ова што го бара, например, или амнестија, ова што ние се заложуваме, овие другите сега се управо ние сме криви. Дајте лаптоп. Криви сме. Вика Вили, не можам да ве разберам. Се обраќа на луѓето кои што фрлале, ве ставале на шопинг листи деновиве. Дали очекувате од оние што не осудија да не амнестираат? Еве, ова што ти, Иван, го кажа, еве и Вили исто го кажува, подсетува на 2018 година поведението на пратениците Крсто, Сашо, Љубен, промената на името и вика, еве, уште една тема сега да ја загатнеме, вика, би сакал да ве прашам дали сте за да не амнестираат за возврат да ги вметнат бугарите во уставот.